По продолжение ја отвораме темата која што се однесува на социјално-економската политика. Имено Македонија е земја претендент за членство во Европската Унија и покрај политичкиот диалог за влез во европското семејство, многу е важен и социјалниот диалог кој се води меѓу владата, синдикатот и работодавачите. Токму за социјалниот диалог како клучен фактор за исчекор кон Европската Унија, во студиото на Македонија наутро утрово разговараме со професор доктор Андон Мајхошев, редовен професор на катедрата по медиумски студии и односи со јавноста при Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Добро утро и добре дојдовте. Добар ден. Се обидов да дадам кратка најава за тоа што ќе говориме денеска, малку повеќе ќе ги запознаеме гледачите токму преку прашањата. Како се одвива социјалниот диалог во Македонија ќе биде моето прво прашање. Морам да истакнам на самиот почеток дека социјалниот диалог во Република Македонија се води со одредени проблеми, се води од позиција на институционална моќ, се води од повеќе се глуми социјален диалог, отколку што вистински се води диалог од аспект на почитување и прифаќање на аргументите на страните кои што учествуваат во социјалниот диалог. Вие напоменавте дека клучни актери и субјекти на социјалниот диалог во државата се владата, синдикатите и работодавачите, и тука најголема моќ од моите истражувања досега има владата, која својата моќ ја црпи од уставот и од законите, додека работодавачите својата моќ ја црпат од финансиската моќ, од бизнисот кој што го водат, а синдикатот својата моќ ја црпи од синдикалното членство. Од анализата на моќта на социјалните партнери, најголема моќ, како што напоменав, има владата, и нормално дека тој што има најголема моќ го диктира и социјалниот диалог, а тоа значи дека не се уважуваат аргументите на другите социјални партнери, а најмалку на синдикатите, иако тие имаат што да кажат и кажуваат, иницираат, предлагаат одредени предлози за подобрување на положбата на вработените. Меѓутоа, во одредени ситуации, сепак предлозите и иницијативите на синдикатите не се прифаќат во доволна мера, и тоа кажува докаде е дојдена состојбата со целокупната положба на вработените во нашето општество. Без социјален диалог нема влез во Европската Унија. Тоа треба да го знаат сите главни актери во општествените случувања и во рамките на социјално-економската политика. Тоа значи да се детектираат слабостите за побрз влез во Европската Унија. Овде би ве прашала која е најслабата карика во социјалниот диалог во државата? Па вака, секоја година од 2005 година, кога добивме кандидатски статус за пристап во Европската Унија, Европската комисија секоја година изготвува извештај за напредокот на нашата држава кон Европската Унија. Таму можеме да забележиме од 2005 година до денешен ден постојано ни се забележуваше во овој сегмент, а тоа е поглавието 4.19, кој што се однесува на социјалната политика и вработувањето. И тука беа нотирани најважните и најклучните прашања кои што беа пречка за успешен социјален диалог. И тука најголеми детектирани слаби точки во рамките на социјалниот диалог во почетокот ни беа ставани како имаме слабо колективно преговарање, нефункционалност на трипатизмот, односно економско-социјалниот совет во државата, како и други прашања, меѓутоа клучните нитки околу кои што се врти целата приказна на социјалниот диалог во нашата држава е токму колективното преговарање, односно бипартизмот и трипартизмот, тоест функционирањето на економско-социјалниот совет.
Социјалниот диалог во вистинска смисла треба да значи пристапување кон решавање на отворените прашања, прашањата кои што се дел во диалогот и проблемите. Дали во пракса тоа е така? Во смисла на позиција на моќ наспроти позиција на зависност или кога имаме случаи во државата покачување на плата без социјален диалог? Добро сте го забележале тоа и го давате како прашање за да бидеме појасни на јавноста. Во минатото имавме неколку ситуации кои што беа незгодни за социјалниот диалог, па и за самата држава. Од аспект на, да речеме, имаше иницијативи за минималната плата се зголеми, да речеме, во неколку наврати од сите влади наваму, без социјален диалог. Значи, синдикатот е тој субјект кој што треба да покрене зголемување на платите, а не државата, односно владата, да ја зголеми платата, минималната вредноста на минималната плата и на тој начин да го игнорира синдикатот во целиот овој процес. Меѓутоа, последното покачување на минималната плата кај нас, морам да кажам дека беа активно вклучени сите социјални партнери, и синдикатот, и работодавачите, и владата, и тоа резултираше со донесување на одлука минималната плата да се утврди на 18.000 денари. Меѓутоа, во минатиот период имавме ситуации кога владата, особено во јавниот сектор, зборувам за јавниот сектор, владите ја качуваа минималната плата без учество на синдикатите. И тука не можеме да кажеме дека станува збор за вистински социјален диалог. Тоа е потек со кој што владата сака да се ги прикаже, да се ги присвои поените, дека ете таа се грижи најмногу за вработените во јавниот сектор, да го исклучува синдикатот од тие иницијативи, тие преговори, разговори така натаму, за да синдикатот не се појави како фактор и играч дека и тој е партиципент во утврдувањето на минималната плата. Тоа е недопустиво. Значи, недозволиво. Секогаш синдикатот треба да биде клучниот играч при утврдувањето на минималната плата. Неговите иницијативи, неговите аргументи секогаш треба да се почитуваат, да се прифаќаат, добро да се анализираат. Нормално дека тие и постојат за тоа да се избора за што подобра општествено-економска позиција на трудот во нашата држава. Денеска имаме убава можност да промовираме 3 ваши книги. Книгите веќе ги донесовте во студиото на Македонија Наутро. Камерата ќе ги представи, а вие ќе ни ги кажете насловите на книгите, а тоа што најпрви би ве прашала е што е во фокусот на овие ваши 3 изданија? Па токму во фокусот на овие 3 изданија, значи на овие 3 книги, нитката приказната се врти околу социјалниот диалог, токму нашата денешна тема. И тука станува збор за социјалниот диалог како значи како една европска универзална вредност, кој што ние на тој пат кој чекориме, значи за влез во Европската унија, ние таа вредност ја прифативме и треба да ја имплементираме и да ја внесеме што подлабоку во нашиот општествено-економски систем. Меѓутоа, работите не одат баш така успешно, но се движиме напред. Ке мораме. Морам да кажам дека се движиме напред во однос на 2005 година и денес, значи не е исто во однос на социјалниот диалог и не се исти забелешките кои што ги даваше Европската комисија во однос на социјалниот диалог. Тогаш забелешките беа нотирани со поостар тон, сега имаме исто така забелешки, но тие се со послаб тон, значи правиме исчекор и социјалниот диалог е една од клучните порти за влез на нашата држава во Европската унија. Не е само политичкиот диалог, туку и социјалниот диалог е една од клучните порти за наш исчекор во Европската унија. Токму ова се зборува во книгите, особено во моите 2 книги. Едната е Индустријските односи, регулатива, теорија и практика, и морам да напоменам дека ова истовремено, ова книга е учебник на студентите од втор циклус
на студии на нашиот универзитет, значи на правниот факултет Гоце Делчев во Штип, од катедрата по правни на европско право и европски институции на приправниот факултет. Втората книга е всушност емпириска анализа на индустријските односи во Република Македонија и тука исто така станува збор како се практицира и како функционира социјалниот диалог. Тука се лоцирани слабите точки на социјалниот диалог во нашата држава и на крајот се дадени основните препораки што треба да се направи во државата за да се подобри социјалниот диалог и да направиме крупен исчекор за понатаму да се приближиме кон Европската Унија. И третата книга, која што е еден вид дериват од овие две книги, а тоа е лексикон на индустријски односи, кој што содржи 610 термини, изрази и поими, поврзани со социјалниот диалог, синдикализмот, слободата на здружување, слободата на организирање и на работниците и на работодавачите, улогата на државата во целиот тој процес и така на некој начин сите овие книги ја дават една научна целина, а тоа е социјалниот диалог, нели? Кој што еве во последно време се обидуваме, барем колку што знам, нашиот универзитет да ја внесе како нова академска дисциплина во рамките на правните факултети, кај нас, да речеме, на правниот факултет, можеби некои други универзитети го проучуваат овој предмет, меѓутоа основната поента е дека овој предмет или овој социјалниот диалог или индустријските односи се потребни, насушно потребни да се проучуваат на универзитетско ниво, бидејќи од тука ќе се едуцираат идните кадри кои што ќе влезат во економијата, во реалниот сектор, не знам, во јавната администрација, некои ќе бидат министри и така натаму, кои што ќе знаат како да се води диалог, како да се преговара, како да се почитуваат правата, интересите на синдикатите, на работниците, бидејќи најважниот капитал според мене во општеството се вработените. Во сите институции, во сите предпријатија, тоа е најважниот капитал. Бидејќи ако немаме вработени, добро едуцирани, џабе име и на работодавачите овој нивниот капитал, нели, фиксен капитал во хали, во машини, ако нема кој тоа да го раководи, управува и на крајот, на краиштата да преговара, да нема штрајкови, да нема конфликти, да се исклучат, нели, конфликтите, бидејќи па конфликтите го влечат општеството назад, примерот со штрајковите. Значи во Македонија во изминатите 20 години водев прецизна анализа колку се случиле штрајкови во нашата држава. Ќе кажам дека во Македонија во овие 20-21 година имало организирано 1432 штрајка. Дали е тоа многу или малку? Па мислам дека е многу. Меѓутоа тоа беше и реалност ако знаеме дека нашето општество беше транзиционно општество, каде што се менуваше структурата на капиталот, нормално се создаваше незадоволство кај вработените, бидејќи капиталот кој дотогаш го имаа вработените, нели, државниот и општествениот капитал, од еднаш се сконцентрира во нечии други раце, кој што работниците беа најголемите губитници од транзицијата, нели? И нормално е дека во еден таков општествен, економски, политички контекст, дека работниците беа тие кои што најмногу протестираа, најмногу реагираа, организираа штрајкови. И мислам дека таа бројка за 20 години е и голема и не е многу голема. Значи, тоа се штрајкови кои што јас сум успел да ги регистрирам преку записници, преку истражување во печатени медиуми кои што се регистрирани така. Практично во сите овие ваши три книги има
околу 1200 страници во кои што вие на кои што долги години имате работено во рамки на вашите анализи и истражувања и убава можност токму овие книги да се најдат како дел од студиските програми на правните факултети во земјава, за да може повеќе да се образуваат идните студенти и тековните студенти на оваа тема. За крајот на нашиот разговор само една ваша констатација како резултат на анализите кои што ги правите и како професор и при создавањето на овие ваши книги. Ќе успееме ли да ги исполниме нормите во рамки на социјално-економскиот диалог и социјално-економската политика, за да можеме полесно да одиме во тој исчекор кон Европската унија? Па јас се надевам. Меѓутоа мора политиката да ја консултира и науката. Значи, не секогаш, мислам дека на патот сме да социјалниот диалог си го добие своето место. Так. Но се уште треба да направиме чекори. Треба да се работи во таа Треба да се работи. Значи, затоа мислам дека е добро да се консултираат и стручните лица, експертите кои што ја следат оваа работа, а не само да се базира на одредени политички согледувања, да не се социјалниот диалог гледа како можност за наметнување на моќ во тој триаголник на општествена моќ, туку секогаш треба да се уважуваат аргументите на сите социјални партнери. Да го одбегнеме глумењето на социјалниот диалог. Не е социјален диалог ако, да речеме, министерот или премиерот ги повика синдикатите или ги повика представниците од бизнисот да им соопшти или да им каже нешто или да, значи битно е социјалниот диалог е ако тој диалог има одредени тој е ефикасен и ефективен во смисла на тоа да се имплементираат или да сите интереси на социјалните партнери да се слеат во една точка. Так. Во една точка е тогаш, мислам, социјалниот диалог ќе биде ефективен, ефикасен и ќе го постигнува резултатот кој што сите ние го посакуваме и чезнееме, а тоа е наш побрз исчекор кон Европската Унија. Да се надеваме дека ќе биде така. Ви благодарам многу на вашето гостување, ми беше задоволство. Се надевам ќе имаме и наредни прилики повторно да ни бидете гостин во Македонија наутро. Благодарам на поканата и ми беше чест што бев ваш гостин.